skoro. Dojdi, mili Isuse, vo mojevo srce. Dojdi, mili Isuse, vo mojevo srce. I eve ke dojdam skoro, i so mene otplatam, se komu ke dadam spored delata, koliko ljubov vo srca da. Se komu ke dadam spored delata, koliko ljubov vo srca da. Slava ti, Gospodи Isuse Hriste. Te sakam, Isuse. Tatko, ti благодарам što u ovoj den koleničam pred tebe. Go otvaram moje to srce. Ti živeš vo mene. Ti zboruvaš niz mene. Ti gi zboruvaš ovije slova što me sočuva ova noć od iskušenja, što mi davaš mir, sila, ljubav, zdiv i se, da ostanam vo tebe. Da bidam nakalemen na stebloto na ljubovta, da bidam sin Božji, pokoren, ponizen, vodan od Duhot Božji. Te sakam, Gospode Isuse Hriste. Nokes imam jedna vizija. Знаете, слезе един текст пред некој ден за исцелувањето. Значи, тоа не е сон, тоа е како апостол Павле што сонуваше Македонец, дојди во Македонија и помогни ми. Сатаната доаѓа да ја земе мојата сопруга. Манде, и јас ја држам со едната рака, вака прегрнат од левата страна, и тој доаѓа во сила. Дори не можам ликот да му го запомнам, а сеќавам дека е темна сила. И викам на Манде, не се плаши, само повторувај Исусе, 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 Исусе. И тој доаѓа и рака сатанска доаѓа врз главата нејзина, да ја погоди. И јас со прстот Божји, го имаме оној стих, изгонувам темни сили и демони. И јас со прстот одам напред, Исусе, Исусе, и пробивам во него. Исусе, 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 Исусе. Тоа беше сила од земјата до небеса. И ми ја фати раката и се разбудив. Тогаш бев рамен од десната страна. Во тврда вера да му се спротиставам. Инаку го имам ова напишано, кога ме учеше семокниот татко. Да излее низ мене, да ме учеше како действуваат словата во еден роман. Исто како што главниот лик, повторно беше тоа, се бори да ја извлече сатаната од прангите на смртта. И зема меч. Тогаш не знаев за тој меч на духот. Се уште не бев утврден, ме чекаше таткото, добриот татко. Мојот отец, кој е љубов, која никогаш не престанува. Милоста негова е вечна, љубовта негова е вечна. Он вечно не се лути. И тогаш со мечот влегов и ја мавав по смртта со меч. Во романот, тоа беше роман визии, ти не беа обични приказни, во нив има духовен слој на подучување. Не толку како што е чист, исчистен во Светото писмо, иако со лоши препеви, преводи, преправања. Кога духот ве води, вие го разбирате тоа точно, и тоа е запишано не овде, во букви, камени плочи, туку во вашето срце. И мавам со мечот по смртта. И ми вели сатаната, силата сатанска, кој ти го дал тој меч, кој си ти да маваш по смртта? Ете, не се сеќавам што пишуваше во романот, но одговорот е сега. Исус ми го даде, мечот на духот. Исусе, 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 так. И се разбудив. Оваа рака е исцелена во името на Господ Исус Христос. Одиме денеска isчитаме некои текстови кои се следени по духот. Коринтјаните 2, крајот. Строги предупредувања. Ние се кјаваме дека се стега светот, полека е работата. Доаѓа при крајот. Ова ќе биде трет пат како доаѓам кај вас. Пазете, Семокниот Бог доаѓа кај вас. Дали вие го примате или не го примате е прашање. За да го разберете, ќе ви испрати пророк во пророчко име и ќе добиете пророчка награда, праведник во праведничко име ќе добиете праведничка награда, проповедник во проповедничко име. Во негово име. Кој прима праведник во праведничко име? Дали го примаш ти него? Тој ти зборува и ти пропушташ и
Ќе видиме понатаму. Ова ќе биде трет пат како доаѓам кај вас. Секое обвинение мора да биде потврдено од двајца или тројца сведоци, вели Светото писмо. Најчесто кога некој заминува од заедницата зашто не сака да се промени, двајца, тројца се ќаваат. Сеќаваш демонско риење внатре во него. Си ја сака демонската природа. Во текот на мојата втора посета ве предупредив, а и сега кога не сум кај вас, а со духот сум присутен, однапред ве предупредувам. Оние што порано грешеле, а и сите други, овој пат нема да ги штедам. Имаш време на милост, да си го познаеш времето. Го повторувам ова, постојано ме учи на тој однос. Ке се затвори вратата, портата е отворена, отвори, ние сме тие. Кои сте вие, не ве познавам. Дали Исус живее во твоето срце? Значи, грешите и продолжувате да грешите. Барате доказ дека преку мене зборува Христос. Ке добиете. Полека се движиме на кај 600-тиот завет. Тој не е немоќен да излезе на крај со вас. Жива река од утробата. Жива река е духот и овие живи слова кои се излеваат. Ви има покажано колку е моќен всемогниот Татко. Кога Христос беше распнат, се чинеше дека е слаб, но тој е сега жив преку Божјата моќна сила. И ти треба да бидеш жив преку Божјата моќна сила. Да те оживее, да му дозволиш. Во Тимотеј го има тој стих. Дозволи му. Сине, сине мој, јас Татко небесен сум твој, има една песна. Сине, дозволи му да те направи силен. Пази, така и ние што сме со него изгледаме слаби, но ние живееме со него, во него, за него, зад него, околу него, преку Божјата сила со која ќе истапиме спрема вас. И во заедницата често им велев, кога си болен, кога ти е тешко, вика Исусе, 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 и не само Исусе, 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 поврзи се со тоа, стегни се со појасот на вистината. Тоа е да се стегнеш за Исус. И сега ми го покаже во визија. Тој со прстот и јас со прстот. Прстот Божји. Так, немаш право да допираш. Христов слуга, Сатано, бегај од мене, Сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Надвор од заедницата сотрудници, надвор од македонската земја. Македонија му припаѓа на Исус Христос, ние му припаѓаме на Исус Христос, немаш право на нас. Крвта Исусова е врз нас, не за сатаната и смртта. Да, за Исус во моето, во твоето срце. Амин. Проверете се и проценете се дали ја имате вистинската вера. Дали Исус Христос живее во вас, внатре во срцето? Или ти си живееш самиот? Ако не живее, вие сте лажни верници. Се надевам дека ќе се уверите оти ние не сме лажни верници. Оваа заедница му припаѓа на Исус Христос. Овие поуки доаѓаат од Исус. Јас не сум способен самиот ништо да направам. Јас сум зависен од мојот Татко, од неговата љубов. Сакам да се вратам во Царството Божјо, но за вас е подобро да останам. Уште малку да подучувам. За да спасиме уште некоја душа, се работи борба за души, му се молиме на Бог. Гледате како сатаната действува преку интернет порталите. Завладеана е младата генерација, нема веќе време тие да се преобразат низ огнот на љубовта, низ создавањето, низ елементите. Директно од демони стануваат луѓе и тие се војници на сатаната, тие ќе ве убиваат, сака да потепаат што повеќе луѓе, да не дојде можноста, времето за милост да повикаат кон Исус. Му се молиме на Бог да не правите ништо лошо. Моли се за непријателот твој, но со цел да се докажеме ние, туку да постапувате правилно вие, па макар и да не сметате за лажни верници, големите заедници ќе стрпат казна. Не влегуваат во Царството Божие, да золуваат другите, па ги обвинуваат за лажни верници. Исус го обвинија тие што мислат дека го знаат Словото.
го распна, толку години го чита, го чека. Тие што го знаат Словото во наводници, наша должност, кој го спознал Господ, та нешто да му даде. Наша должност е никогаш да не се спротивставуваме на вистината, на Исус. Туку цврсто да застанеме на нејзина страна, да се фатиш Исусе, 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 Исусе. Так, чап, крај заврши искушението. Марш од мене, Сатана, во името Исусово. Надвор од македонската земја, лопови, бедници, лажговци, дрога, криминал, проституција. Марш од Македонија. Македонија му припаѓа на Исус Христос. Амин. Цврсто да застанеме со Исус. Се радуваме кога сте силни во верата, па макар да не сметате нас за слаби. Се молиме одново да станете зрели христијани. Ке видите текстот за што зборува. Поуката што е слезена. Исус е учителот. Затоа ви го пишувам ова пред да дојдам кај вас, за да не бидам принуден да постапам строго кога ќе дојдам. Затоа е ова пишано. Затоа ви праќа старешин и проповедник. Оти после ќе дојде строго, око за око, зап за зап, без Исус ќе одговараш за сето тоа. Не си сакал да слушнеш за Исус, немаш време, потоа ќе останеш надвор, вон портата, ќе поминеш низ огнот. Низ огнот ќе бидеш прочистуван, низ оган, низ огнено езеро. Значи, ви пишувам пред да дојдам кај вас, за да не бидам принуден да постапам строго кога ќе дојдам, зборува се мокниот Бог, употребувајќи ја власта што ми е дадена од Господ, од Таткото. Зашто таа власт ми е дадена да изградувам, не да уривам. На крајот, драги пријатели христијани, сакам да бидете радосни, радувајте се, стремете се кон духовна зрелост кон Исус, охрабрувајте се еден со друг, затоа ви е потребно заедништво. Тие одат од заедница во заедница, на Исус му припаѓале, па час слушаат човек што ги критикува протестантите, па час слушаат протестант, па доаѓаат кај нас, па си заминуваат, духот ги избрка, а студени се, нема радост, нема љубов, нема придвижување, на истото ниво, кај што си ги оставил, таму се. Трудете се да живеете во слога и мир. Потребна ви е заедница од Исус, Исусова заедница, не земна. Тогаш Бог кој е извор, Таткото на љубов и мир, Он е извор на љубов. Тој е жива вода, тој е она што никогаш не престанува. Тоа е тоа што е вечно, љубовта. Тогаш Бог кој е извор на љубов и мир ќе биде со вас, ќе биде во вас, во моето и во твоето срце, тоа е поентата. Поздравете се меѓусобно со изрази на љубов. Ве поздравуваат сите овдешни христијани. А сега над секој од вас нека бдеат милостивата благонаклоност на нашиот Господ Исус Христос, Божјата љубов и пријателската придружба. Придружба на Светиот Дух. Дали имаш придружба во Светиот Дух? Или ти самиот си тераш? Син Божи е оној кого го води. Ете, тоа е тоа што тој го пишува. Кога ќе дојде, слезе пред кога дојде вчера, во Маврово сабарето во 4, се разбудив и слегуваше текстот. Денеска имав таа визија за битка со прстот Божи, истерувам демони, не е за сатаната и смртта. Излези ти што го мачиш македонскиот народ. Надвор демони, легии, надвор од Македонија, со прстот Божи излезете, заповедувам во името на Господ Исус Христос. Се молиме за намерник, за човек во потреба, со материализиран грев, физичка слабост во телото. Човекот не прима, има отпор, не слегува сила. Некогаш слегува сила човек да се распарчи се. И сега се прашањата, дали јас не исполнувам Божјата волја, сум тргнал да исцелувам некој сам од себе. И има таков, исцелува, наплаќа, се рекламира, одат таму многу луѓе. Само собира пари, си направил бизнис заедница, му служи на мамона, привремено ве исцелува само, привремено.
си играат мајтап демоните. Дали не ја исполнувам Божјата волја? Тој што не прима, не се исцелува. Дали направил грев против Светиот Дух? Знаел за Исус? Погрешил и сега мораш да отплатиш. Затоа што кој ќе направи грев против Свети Дух нема да се прости ни на овој, ни на оној свет. Ќе треба да го отплатиш тоа. Дали не се допокајал? Дали се сомнева како бран во брегот? Човек што се сомнева не добива ништо. Во посланието на Јаков апостол. Дали не сака да се препушти во Исус? Си се сака стари од себе си, верувам во себе си. Или не е зрел за исцелувањето? И сега малку се подобрува состојбата, се враќа, веднаш се враќа на стари обреди, поуки, знаења, начини. Си стои, час ќе го искапеме ние, како во водна бања, туш во обична вода. Со духот, час во калта си се враќа. А ние што треба да правиме? Гледајте ме, чудете се. Еве, гледајте, не се исцелувам. Не, Господ не е. Каде ти е Исус, бре, синко? Каде ти е Исус? Малку се оправи. Си ја дувна од заедницата. Сега ми е добро, што ќе сте ми вие? Во заграда, што ќе ми е Исус сега? Затоа нема промена. Немаш промена. Ако те исцели сиот, ти пак ќе си се вратиш во блуеницата. Во калта се враќаш во светот. Го љубиш светот своето, не Исусовото. Тука е проблемот. И сега цитат, така немоќта, болеста, тоа ти е благослов. Благослов, слушај. Инаку, ако не беше болен, нема да ти текне за Исус. Ке си тераш ти уште 100 години, ке си живеаркаш, ке си уживаш, ке си дошол овде на одмор. Не си на одмор, овде си да научиш да љубиш, да повикаш, имаш време на милост, слободна волја. Болестта ти е благослов. Ти сакаш да бидеш како оној во бањата Силоан, цел живот чека некој да го внесе, да го потопи во бањата, кога ќе слезе ангелот на исцелувањето, да го исцели. Ти чекаш некој да те цел живот, некој да дојде, ама ти како што си го замислил, да те фрли во бањата. Па тој некој е Исус Христос. Јас ти кажувам на една жена, што тоа го повторувам, од Македонија, од еден град. Дојдовме до силна молитва и реков, јас сега ќе го затворам телефонот. Не сум ја видел во живо. Господјо, сега имате 5 минути, кажете му на Исус, гушни го, повеќе бидете исцелена. Не барајте помош од луѓе. Јас можам уште 100 пати да се молам. И ден денес оди по луѓе и бара. Пазете, чекаш некој да те фрли во бањата, Исус. А Исус е тоа, повикај горе што он е Исус. Чекај сега. Исус не лаже. Он ги исцели сите. Пишано е, зарем ти не си во тие сите, па самиот влези во бањата со срцето, со душата, со умот, со сето тело и душа. Водна бања во Словото, спротистави се со тврда вера во Исусово заедништво. Не отстапувај, не се сомневај, не се колебај, не се враќај во светот, кај таткото на лагата. Ке изгинеш сетне и упреку. Синко човечки, горе што моли, Исусе, еве ви го примерот. Таткото моли го, татко на сите, кој е љубов, татко на духовите. Во името Исусово, Исусе е почетна категорија, не во своето име. Дали си му го предал срцето вистински на Исус Христос во собственост? Тоа е прашањето. Дали си вистински христијанин? Остани во љубов, остани во Исус, не отстапувај. Не се враќај на празна вера, стара ветва, излитена, телесна,
besplodna vera, tvrdo srce, tvrdokорно, stani i оди, колена исправете се, нозе исправете се, стани и оди по водата. Те сакам, Господи Исусе Христе, верата Твоја те спаси. Во Исус, во заедништво. Вера во заедништво, во препуштање во Исус. Се е можно, се за оној што верува. Тоа е Исус. Оној кој верува до крај. Исус веруваше до крај со смрт на крст, кога не личи дека има некаков изглед, не ти изгледа дека нешто има. Чашата е тука. Каде е чашата? Чашата, брзо. Па таа чаша, горката чаша, што ти се случува, зарем да не ја испијам, вели Исус, зарем да не ја извршам волјата на Отецот? Прави ти така. Сотруднику, треба да работиш за Царството Божјо. Не мрмори, не се само проколнува истото. И сега истата приказа. После средбите ми е полошо, ме напаѓа, мене ме напаѓа, децата ги напаѓа. Па да те напаѓа да се посомневаш, да се расколеваш. Тој што се сомнева нема ништо да добие. Спротистави се со тврда вера. Исусе, Исусе, Исусе. Мораш ти да пораснеш, не можам јас место тебе. Зверот што рика сака да се посомневаш, да те проголта. Еден сотрудник, Бог да го прости, после средбите ми е полошо, и друга исто ми вели. Марш бре сатана во името на Господ Исус Христос, со прстот Божи заповедувам да излезеш од секој еден од нас и да не се враќаш повеќе во името на Господ Исус Христос. Прави и ти така, сотруднику. Зарем да не ја испијам чашата? После средбите има напади, лавот што рика сака да те проголта, да се сомневаш, да се откажеш со мечот на духот, слово живо со вера. Исусово речи не за сатаната и смртта. Да, за Исус во мојот живот и насекаде. Во моето семејство, во заедницата што е Твое, Господи Исусе Христе. Да, за Исус во моето срце. Исус живее во моето срце. Тој што е во мене е поголем од тој што е надвор од мене. Каде ти е Исус и верата? Радувај се кога ќе паднеш во искушение. Вади го мечот. Исусе, 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 Исусе и не отстапувај. Нема да те допре ништо, освен за слава Исусова, а и тогаш ти ќе бидеш прославен со Исус Христос. Се уште не си завршил на земјата. Кој ќе претрпи до крај, ќе биде спасен. До крај. И Исус пострада со смрт на крст. Не плаши се, мало стадо, но плати, не откупи со крвта своја и ни дава сила на љубовта. Меч на духот, со двоостар меч, и мечот на духот ги раскинувам сите пранги што сатаната ги фрли врз мене, околу мене, низ мене, во заедницата во македонскава земја. Можеш да правиш и ти така, ако вистински му припаѓаш и го љубиш Исуса Христа. Со крвта своја воскресна и ние следбеници, сотрудници по него. Прави и ти така. Сатаната може да те исцели привремено. Исцелители разни ти наплаке прави, собира пари. А Исус во љубовта те возобновува, новородува. Те сакам, Господи Исусе Христе, и трајно те исцелува и преминуваш од чувство љубов во љубовна природа. И цитат од апостол Павле: за да не се превознесувам, еве одговор зашто некои луѓе се болни, со премногу откровенија, да не се превознесувам. Спасен за секогаш, знаеш, исцелуваш, правиш нешто. Во телото ми се даде трн, ангел, сатанин, демон, болест, слабост, ангел, сатанин, да ме боцка по лицето, да не се превознесувам. Апостол Павле го вели ова. Затоа 3 пати го молев таткото Господ да го отстрани од мене. Но тој ми рече: синко, доста ти е мојата благодат, бидејќи мојата сила се покажува потполно, вкупно се присутно во слабоста.
Затоа со многу поголема радост, вели апостол Павле, ќе се фалам со своите слабости. Не се срамам дека јас не знам ништо. Јас сум зависен од љубовта Исусова. Тој ги зборува овие слова. Зарем јас можам да го толкувам Божјото Слово? Зарем ти мислиш, тој пишал? Сега една моја проповед ќе слушнете. Одма гасам. Среќен ти пат. Проповедта е негова, он зборува низ мене. Он е учителот, он е предводникот. А јас сум само избран сад. Затоа со многу поголема радост ќе се фалам со своите слабости, да се всели во мене силата Христова, љубовта Христова. Да се всели. Затоа уживам во слабоста, во навредување, во маки, во прогонства, во тага за Христос. Тага за Христос, не за југ. Зашто кога сум слаб, тогаш сум силен. Те сакам, Господи Исусе Христе. 2 Коринтијаните 12:7-10. Друг препев. Но за да не станам премногу горделив, гордост е смртен грев. Друг препев, нели? Ставен ми е трн, зато има понешто. Ме држи во понизност, за да те држи во понизност. Смело ја признавам својата немоќ. Така Христовата сила работи преку мене, јас сум сад избран, кога сум најнемоќен, Отецот дејствува најмоќно. Исусе, те љубам, препуштен сум во тебе, за секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, во секое срце Исус. Се можам, се, со Исуса Христа, кој ме крепи, ми дава сила. Се враќаме Коринтијаните 2:13. Проверете се и проценете дали ја имате вистинската вера. Ој Исусе, дали Исус Христос вистински живее во вас, во твоето срце? Ако не, вие сте лажни верници. Во името на Господ Исус Христос сега го кршам секој небиблиски завет што е фрлен врз мене заедницата врз македонскава земја. Во името на Господ Исус Христос сега ги раскинувам сите пранги со двоостар меч на духот што сатаната ги фрлил врз мене, врз заедницата, врз македонската земја, со двоостар меч и мечот на духот. Ги раскинувам сите врски со сатаната и велам: бегај од мене, Сатано, во името Исусово, надвор од македонскава земја, надвор од заедницата Исусова. Те сакам, Господи Исусе Христе. Во името на Господ Исус Христос го објавувам Царството Божјо во мене и на секаде каде што се движам, да бидам светлина на светот. Те сакам, Господи Исусе Христе, и ја прославувам Твојата победа во моето срце, во се што имам, во заедницата и во македонскава земја. Исус од земјата до небесата. Се што е од Исус нека остане кај секој еден од нас. Се што не е од Исус да си замине. Значи, тој со прстот сака да ја повреди мојата сопруга и јас го пуштам прстот Божи и му велам: Исусе, 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 и тој сака да ме фати за раката, штрак, прекина нападот. Исусе и само Исусе. Поентата е таа. А ти размисли, дали си му дозволил на Исус, си му ја дал власта врз себе, за да ја примиш власта, да газиш на змии и на скорпи и ништо нема да ти напакости, и лав и змеј да убиваш, и змија и отровница да те каснува. Нема ништо да ти биде. Те сакам, Господи Исусе Христе. Еден ќе натера во бегство 1000, двајца 10.000. Еден Христов сотрудник може да направи се. Исусе, 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 додека чука моето срце, ќе повторувам: Исусе, мојот Господ и Спасител, те сакам, Исусе, за секогаш Исус, во секого Исус, Исусе, 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 Исусе.
Исусе, во моево срце. Дојди, мили Исусе, во моево срце. И еве ке дојдам скоро, и со мене отплата, секому ке дадам според делата, колку љубов во срцата. Секому ке дадам според делата, колку љубов во срцата.